Добро вечер, Битола. Добро вечер, победничка, юначка, честита, достоинствена, принципиална македонска Битола. Добро вечер за Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Битола. Добро вечер до Генимале. Добро вечер до Панде Кајзерот. Добро вечер до Бистрица Кукуричани. Добро вечер до Унијата на ветерани, Унијата на млади сили, Унијата на жени. Добро вечер до коалиционите партнери во коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, добри луѓе, и ви благодарам од срце за поддршката и што одвоивте дел од вашето време вечерва да бидете овдека со нас. Посебна инспирација е секогаш Битола. Може би единствена. Така и денеска јас се чувствувам овдека цел ден. Откако се појавивме на пазарот, потоа бевме во една локална телевизија, дадов интервју, ги посетив Новаци, посетив Демирхисар. До душа во Демирхисар се подсетивме малку на 49-та, кога беше забрането да се зборува и од канцеларијата на градоначалникот еден службеник ревносно снимаше и ги броеше луѓето што беа дојдени да не слушаат. Ево од овде од Битола да ги поздравиме. Тоа е таа Европа Зоран Заев што сака да ни ја донесе. Тоа е таа Европа. Но и да броите, и да пребројувате, да притискате, да се заканувате и да се уценувате. Ние сме, господине Заев, Пиреј, и еден да остане, ќе ве поразиме од прв до последен. Повеќе од 15 месеци откако бев избран за председател на ВМРО ДПМН сум низ Македонија. Разговарам со илјадници луѓе, илјадници наши сограѓани, зборуваме за актуелната политичка и економска состојба во Република Македонија. Разговараме и за нормалните проблеми што го тиштат секој еден обичен наш сограѓанин. Чемер, јад и разочарување. Масовно луѓето ги напуштаат своите домови, разочарани, одветени од живот, затоа што наместо живот пекол дојде во Македонија. Заминуваат со цели семејства, ги оставаат родните огништа празни. Илјадници луѓе заборавија на оние чевли кои што во 2015-та, 2016-та ги оставија пред владата на Република Македонија. Но затоа не заборавија да опнат по едно селфи со неговиот нов пријател Алексис Ципрас. Ама затоа заборавија, тоест, да бидам попрецизен, доснеше авионот. Доснеше авионот и немаше време кога да се построи македонската гарда, а воениот оркестар да ја интонира македонската гордост, македонската химна, па да слушнат како денес на Македонија се раѓа и како македонците се борат за своите правди, ни се срамуваат од тоа. Тоа е вистината. Ниту авионот одснеше, ниту немаше време. Ама нели, како што знае деспотот заедно со неговите слуги да каже, бетонот, идентитетот бил бетон, ама бетонов на прва пукна и се урна како кула од карти, и тоа дома. Ваков срам е незапаметен во историјата.
не само во Македонија, во светската историја, ваков срам, понижување и омаловажување е незапаметено. Ни малку не се срамуваше преку неговиот центар за лаги и манипулации да излезе со соопштенијата дека авионот доцнел и дека немало време. А вистината е дека го лажеше сопствениот народ. Утре овде ќе дојде и ќе ја бара поддршката од сопствениот народ за неговиот деспотски избран кандидат за председател во мафијашки стил во еден скап скопски елитен хотел. Ама ја потцени моќта на народот. Ја потцени моќта на народот, играше на кратко помнење. Ке видиш, господине Заев и ти, негов поданик Стево Пендаровски, што ќе ви каже Битола на 21. април. На 21. април, добри луѓе, честити луѓе, браќа и сестри, мора да излеземе масовно. Мора да излеземе и да го поддржиме кандидатот на опозицијата, кандидатот на Сдружената опозиција, најинспиративниот професор на Универзитетот Кирил и Методи, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Победа на 21. април, а потоа потврда на таа победа на 5. мај. Овде во Битола, тука најмногу ќе ги боли. Овде ќе ги отвори вратите за предвремени парламентарни избори. А тогаш се знае, најголемата коалиција, најголемата политичка коалиција во историјата на независна Македонија, а тоа е коалицијата на народот и опозицијата, ќе им испорача рекорден пораз. И тогаш, од прв до последен, ќе правиме селфи, ама на друго место кога ќе ве пратиме. Таму, каде што ќе треба да платите за сиот криминал, за сите понижувања, омаловажувања што му ги направивте на овој народ, на граѓаните на Република Македонија, на македонската нација, на албанците, на србите, на турците, на ромите, на бошњаците, на власите. И нека ми простат сите останати, кои што се родени во оваа држава, израстале, се образувале, создавале семејства, и си ја сакаат најмногу на свет и не можат да се помират со оваа сурова и брутална реалност што денеска ни се случува. Затоа мора да го победиме најпрви на 21. април, 5. мај, а потоа и на тие предвремени парламентарни избори, браќа и сестри. Да си ја вратиме Македонија во народот. Благодарам срце. Сакам да прокоментирам денеска овде во Битола 3 работи. До сега молчев, бидејќи мислев дека нашиот политички противник има барем малку честитост во него. Но гледам дека сум бил песимист, требало да бидам оптимист, он можел полошо да биде од ова. Вели, ке направил селфи со мене само доколку сум се откажал од политиките на ВМРО ДПМН во изминатите 11 години. Господине Заев, еве, овде од Битола, утре ќе дојдете овдека. Ке застанете и ке ги гледате луѓето во очи. Дел од нив сигурно ќе дојдат да ве слушаат затоа што сакаат, но предпоставувам 90% ќе бидат оние уценети, оние притиснати кои што не со добра волја,
и драга волја ќе ве слушаат. Но тоа ќе го видите на 21. април. Јас во ВМРО ДПМН бев дел од првата генерација. И јас во ВМРО ДПМН бев од втората генерација, а ја предводам третата генерација на ВМРО ДПМН, бидејќи сум трет политичар. И ние, господине Заев, ВМРО-вците не се откажуваме и никогаш нема да се откажуваме. Туку како секој лидер и председател, се што било погрешно, го прифаќам на себе. И подготвен сум тоа што било погрешно да понудам, да го исправам во мандатот, доколку народот ми даде доверба. Јас не се откажувам и ние во ВМРО не се откажуваме од никого. За секој човек се бориме. Еден за сите, сите за еден, господине Заев. Но вас ќе ве прашам сега овде од Битола. Дали, господине Заев, ќе соберете храброст да им се извините, еве не барам да бидете нечестит, да им се извините на битолчани за тат. Дали, господине Заев, ќе имате доблест и храброст да им се извините на битолчани заедно со вашата заменичка, која што беше тогаш председател на подмладокот на Бранко Црвенковски за Октоподот? Дали, господине Заев, утре кога ќе дојдете и кога ќе ги гледате битолчани, ќе им се извините за транзицијата, за уништената економија, за луѓето кои што доаѓа со натажени погледи и си ги гледаа своите чеда, бидејќи ќе не може да им го платат школувањето? Дали за таа расипничка и разурнувачка политика, господине Заев, имате храброст да излезете и да се извините овдека? Дали, господине Заев, имате храброст да излезете и да се откажете од Заев, оној кој што беше аболиран за сторен криминал од 8 милиони евра? Дали, господине Заев, утре овде, кога ќе застанете, ќе се извините и за Мирчо свињарникот, и за евро за вицето, и евро за црквата? Дали за тоа ќе се извините, господине Заев? Соберете храброст, излезете од глувчешка дупка, да ви ги редам уште. Уште ли треба да ви ги редам вашите неуспеси, вашите лаги, понижувања и омаловажувања? Запамтете, ние во ВМРО не се откажуваме од никого. Од прв до последен се бориме за секој човек. А да, јас, како председател на ВМРО ДПМН, прифаќам на себе и подготвен сум да се соочам со предизвикот, се што било погрешно, да понудам решение за истото. Подготвен сум. Но се што било добро, а имало многу, и во првата и во втората генерација, да го надградам, проширам, иновирам и да понудиме заедно сите решенија за подобар живот на нашите сограѓани, да си ги вратиме синовите и ќерките од тугина, да обезбедиме повеќе работни места. Но знам, господине Заев, вие боледувате од завидлизам. Криво ви е. Втора работа што сакам да ја прокоментирам. Вели сум немал став. Господине Заев, во јануари 2018-та, во клубот на пратеници, се гледавме очи во очи, кога ви кажав дека ВМРО ДПМН и народот ова нема да го поддржат. Ме гледавте и се согласивте со мене. Има записник. Дојде март, го повторивме истиот став заедно. Тајно преговаравте, ја парчевте, ја делевте, ја раскршмувавте татковината.
Делевте и тргувавте со нешто за што не сте се испотили и крвареле да го заработите. Луѓе гинеле, господине Заев, за ова парче место. Дојде мај, исто така во клубот на пратеници, ми рековте решението и Линденска. Ви реков, мисли си ти само. Ова е морковот, господине Заев, а на дуелот на македонската телевизија му реков, допрва ќе видиш што ќе прифатиш. И дојде денот кога прифати. Ама прифати капитулација затоа што сакаше да прави криминал и да се спаси од затвор. Тоа е вистината. Капитулираше за да плячка и да се спаси од затвор. Истиот ден кога прифати беше ослободен од основниот суд за делото подкуп за Мирчо свинарникот, евро за вицето и евро за црквата. Тоа е вистината, господине Заев. А нашиот став е јасен од многу одамна и неколку пати тебе ти го кажав. Ние компромис со тие работи не правиме. Нас не ни интересира криминал и ние, ако лежиме затвор, ќе лежиме за Македонија и идеалите, а не за криминал, господине Заев. Третата работа, што сакам да ја прокоментирам, бидејќи не честит човек и одлучи на едно интервју да ме клевети дека немало да прави коалиција техничка влада со мене. Јули, надвор имаше 38 степени, повторно бевме во клубот на пратеници. Се гледавме очи во очи, преговаравме и после 5 часа ми рече, ајде еве ти влези во владата и бирај кои сакаш 5 министерства. Само прифати го договорот. Ти одговорив. Мојот образ и достоинство како човек немаат цена. Ова не го работам ниту за пари, ниту за моќ. Не ми треба твоето милосрдие. Уживај во твојата слава, уживај во твоите привилегии, затоа што знам дека за пусти пари се работи, за ништо друго. Затоа не го лажи народот. Еднашка барем кажи ја вистината. Нудеше, те одбивме, затоа што не сакавме да бидеме соучесници во капитулацијата. Затоа што ја одбравме страната на народот од прв ден до последен ден денешен, така и ќе биде во иднина. Ме прашуваат што е неправда. Зошто сте запнале со таа неправда? Неправда е, почитувани мои битолчани, почитувани граѓани на Битола, почитувани македонци, албанци, турци, срби, власи, бошњаци, простете ми ако некого не споменам, ова е наша заедничка земја. Лага е кога како опозиционер ќе плукаш, ќе дехидрираш од плукање на странските инвеститори. А денеска тие исти инвеститори кои што некој претходно се мачел да ги убеди да инвестираат во Македонија, да отворат нови работни места. Ти се единственото алиби за Македонија во Европа. Па уште лажеш, повторно не ја зборуваш вистината. Велиш рекорден прилив на странски инвестиции. Господине Заев, погледнете го Кромберт и Шуберт. Толку го критикувавте, 6.500 луѓе таму работат. Тоа е завидлизам, господине Заев. Вие сте тој кој што има завидлизам, не ние. Неправда е денеска кога повторно не ја говорите вистината. Повеќе од 80% е реинвестирана добивка од истите тие странски инвеститори кои што некој друг ги донесе, затоа што вие им ги покачивте даноците, за да соберете повеќе арач, да може да делите тендери во 4 очи, а процентот се знае. Од 5 до 15%
во ресторан во Југоисточна Македонија. Тамо е исплатата. Така во Европа, господине Заев, не се оди. Неправда е кога ќе ветувате иднина за младите, а денеска студентите во студентските домови живеат во мизерни услови. Живеат во мизерни услови, се распаѓаат. Неправда е кога студенти со 10 просек бараат работа, се мачат, а Мира Дизел уште куќето остана невработено. Иста е ситуацијата и тука. И тука во Битола е иста ситуацијата. Тоа е неправда, господине Заев. Неправда е кога ќе ветите 500 евра плата, а не можете ни онаа да ја задржите која што сте наследиле. Па ќе манипулирате, ќе се препелкате, ќе се врткате. Тоа е, господине Заев, неправда во Македонија. Затоа, браќа и сестри, добри луѓе, честити луѓе, нас ни е потребен човек за председател, кој што со своето минато, со сето она што го има направено на правниот факултет, на меѓународен план, во Советот на Европа, во Венецијанската комисија, со целата онаа мрежа на професори, ќе гарантира заштита на правото и правдината во Република Македонија. Ќе се бори за секој еден граѓанин во Република Македонија. Затоа ни е потребен председател, честит, искрен, мајка, сестра, сопруга, соседка, колешка, професорка и иден председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Тоа ни е потребно. Ајде оваа неправда да ја замениме со правда. И еве, пред крај, веднаш да му понудам на господинот Заев, после председателските избори, да формираме влада за спас на Македонија и да организираме предвремени парламентарни избори на есен, па таму граѓаните да можат да одлучат дали се за борба против заевизмот или се за завидлизам. Ако изгубиме ние, тие кои што се борат против заевизмот, јас ќе заминам од политиката. Но ако изгуби завидлизмот, тоест ти и твоите слуги, конечно редно време е после петиот пораз да заминеш на темната страна на македонската политичка историја. Ајде, охрабри се и прифати го овој предизвик. Браќа и сестри, добри луѓе, ве молам со сето срце и од дно на душа да излеземе на 27 април, да излеземе на 5 мај, да излеземе и да ја поддржиме професорката Гордана Силјановска-Давкова, да ја подотвориме вратата за правда во Македонија, а истата таа врата да ја отвориме на следните предвремени парламентарни избори и да го поразиме заевизмот и клиентелизмот во Македонија. Ајде да ја донесеме правдата во Македонија. Знам дека пред зората е најтемно, но доаѓа, изгрева зората на слободата и носи правда за Македонија. Носи правда за сите во Македонија. Да сте ми здрави и живи. Да е здраво и живо Битола. Победуваме! Победуваме!